Здраво на сите и добро дојдовте во кратки библиски коментари, каде што денеска ќе погледнеме еден стих од Библијата и ќе се обидеме да разбереме што тој стих ни говори. Ако сакате, отворете ги вашите Библии и да отидеме во Новиот Завет, во посланието до Римјаните од апостолот Павле, 5-та глава ќе го погледнеме 9-тиот стих. Така да дозволете ми сега да го прочитам тој стих. Значи во овој од по старите преводи вака пиша: затоа сега, откако веќе сме оправдани со крвта негова, многу повеќе ќе се спасиме преку неговот гревот. Во најновиот превод на Новиот Завет, кој мисламе од 2023, тука го откоригирале тој стих, се потрудиле да се многу поблиску до оригиналот, така да сега ќе го прочитам тој стих како гласи во оригиналниот јазик во коина. Вака вели: затоа сега, откако веќе сме оправдани со крвта негова, многу повеќе ќе се спасиме преку него од гневот. Се прашувате од што сме спасени. Може би се прашувате зашто беше совршената заменска жртва на Христос, која беше платена еднаш и за секогаш. Од што точно не спаси и не спасува Христос? Одговорот е овде во овој стих, во 9-тиот стих. На крајот вели: многу повеќе ќе се спасиме преку него од гневот. Значи, ние се спасуваме од гневот Божи. Како? Преку него, преку Христос. Денес многу луѓе мислат дека Христос ги спасува од празен и досаден живот, бесмислен живот овде на земјата. Дали тоа го кажува овој стих? Други велат дека Христос ги спасува од неуспешен живот, од болести и од сиромаштија, и дека сега може да имаат совршеност, здравје и богатство овде на земјата. Пак се поставуваат прашањето: дали стихот 9 го кажува тоа? Не. Значи, спасени сме од Бог, преку Бог и за Бог. Или, да биде уште малку попојасно, вака ќе кажам: спасени сме од Божиот гнев, кој што доаѓа врз сите, од Адам и Ева, преку Божјата благодат, преку Христовата жртва на крстот за Божја слава. Писмото е многу јасно. Христос не спаси од Божиот свет праведен гнев, кој ние, како грешници, го заслужуваме. Апостолот Павле вели во стихот 6, зашто уште кога бевме слаби, тука пишува, али треба да стои немочни, Христос во одредено време умре за безбожниците. Значи, ние бевме безпомошни, немочни, без сила, безбожни луѓе. Во стихот 7 вака вели: навистина тешко би можел некој да умре за праведник, а за добар може би некој и би се решил да умре. Но Бог ја покажува својата љубов кон нас, бидејќи додека уште бевме грешници, Христос умре за нас. Многу повеќе од како сме оправдани со неговата крв, ќе бидеме спасени од Божиот гнев преку него. Спасени сме од Божиот гнев преку Божјата благодат за Божјата слава. Поглед, не те ги зборовите што се користат за човештвото во ова 5-то поглавје. Значи, ние сме тука безбожни, ние сме тука безпомошни, немочни, грешници, непријатели на Бога. Сите сме под правениот гнев на светиот Бог. Јас
го заслужам тој гнев. Исто така и пеколо, така да би спомнал тука сите ние кои што сме потомци на Адам и Ема го заслужуваме Божиот свет и праведен гнев. Секој човек. Зашто не само што сме ја наследиле гревовната природа од Адам и Ема, туку ние секој ден грешиме пред светиот праведен Бог. Исус неколку пати ги опишал у жасите на пеколот како ќе биде тамо. Божиот гнев го опишал како плач и крцкање со заби. Луѓето имаат лажна идеја дека Христос не спасил од ѓамолот. Тоа не е точно. Ѓамолот ќе биде еден од примателите на Божиот гнев. Луѓето во пеколот ќе бидат казнети со Божиот гнев низ целата вечност. Но еве добрата вест, Христос ја понесе казната наместо нас. Божиот гнев беше исторен врз него, а не врз нас. Само совршениот Богот-човек, Господ Исус Христос, можеше да ја задоволи Божјата правда. Затоа речена крстот се сврши, или во оригинал тетелестай, платено е целосно. Тој умре, но на третиот ден воскресна во победа, надминувајќи го гревот и смртта за оние што дојде тој да ги спаси. Преку Христос имаме простување на гревовите и дарот на вечниот живот. Спасени сме од Божиот гнев, преку Божјата благодат, преку Христовата жртва за Божја слава. Се надевам дека бев едноставен и јасен, че се потребам да направам уште едно видео на оваа тема, која ќе трае малку подолго и ќе биде малку поопсирно. И се надевам дека сум благослов на сите тие кои ќе го гледаат ова видео. Се гледаме пак.